Денеска заедно со представници од општинската администрација, заедно со представници на Советот на општина Струмица, овде до мене е председателот на Советот на општина Струмица, сме овде во нашето Турско мало, за да видиме како е извршено расчистувањето на поранешната маларична болница, место на кое што покрај маларичната болница имаше многу дивоградби, но ево овде имаме и советник од Турското мало, советникот Абдул, кој што на барање на жителите на ова мало беше потенцирано дека приоритет за нашето Турско мало е да има мултифункционално спортско игралиште, каде што ќе можат дечињата овде кои ги гледам од Турското мало да имаат различни спортски активности. Првиот чекор беше расчистување на теренот и тоа е веќе завршено. Јас сум благодарен за трпението на жителите од Турското мало, за разбирањето на жителите во овој дел од градот. Оти секое рушење саме по себе и не е благодарна работа. Имаме различни постапки, законски рокови кои што мораме да ги испочитуваме, но еве сведоци сме дека сето тоа заврши. Дополнително, до крајот на месецот ни е предвиден ребаланс на буџетот на општина Струмица. Веќе за овде имаме и проектна документација и јас сум сигурен дека огромен дел од советниците ќе дадат поддршка за да предвидеме средства според проценките кои што ги имаме направено се во износ од 6 милиони денари за да ова прекрасно место стане уште поубаво. Имаме спортско игралиште и секако предвиден паркинг за автомобили, но и на барање на црквата Свети 15 и на џамијата потребен паркинг за автобуси, затоа што имаме огромен број на посетители кои што доаѓаат да го посетат храмот на Светите 15, секако посетители кои посетуваат џамијата овде во Турското мало. Со тоа реализираме повеќе аспекти кои што сме ги ветиле пред година и пол пред сите граѓани. Односно овој проект повеќенамensко игралиште и паркинг. Рековте дека ќе се очекува ребаланс да направите на буџетот. Значи ли тоа летово дека можно е распишување на јавната набавка и дека на есен отварање на целиот процес за избор и изградба и дали ќе бидат во пакет или едно по еден, бидејќи ви спомнавте и паркинг и повеќенамensко игралиште? Струмица е многу силна општина и да, зошто до сега не го предвидовме? Затоа што имавме потреба од ангажирање, ангажман финансиски од 1.800.000 денари за расчистување на оваа локација. Кога правно формално заврши рушењето, сега веќе сме на потек, односно советниците се на потек да поддржат со близу 6 милиони денари, колку што е проценката направена за реализација. Не станува збор за фазна реализација, туку станува збор за реализација и на потребните паркинг простори, и на партерното уредување, и на зеленилото, и на клупите за повозрастните, каде што ќе можат да седнат и да уживаат, и за мултифункционалното спортско игралиште, односно кошаркарско и фудбалерско игралиште за потребите на оваа мало. Така да, убеден сум и оптимист дека тоа ќе помине во ребалансот на Советот на општина Струмица. Верувам дека Оделението, односно секторот за јавни набавки, веднаш ќе ја подготви согласно проценката и проектот, спецификацијата, ќе ја објавиме и ќе биде успешна самата јавна набавка и до септември да почнеме со реализација на ова наше изборно ветување.